последните информации од Кочани го имаме Дејан Трајковски. Дејан, за денеска попладне во Кочани е најавен и протест, но пред малку стигна информацијата за денот кога ќе се одржи погребот. Повели со деталите. Така, Тања, погребот ќе се одржи во четврток, односно на 20 март, но точно треба да се прецизира уште времето, како што посочија посредбата директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов со отец Иларион, како што кажа, на погребот ќе присуствува и поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, како и уште неколку владици од синодот, но допрва, како што кажа, треба да се прецизира времето кога истиот ќе се одржи, а повеќе детали предлагам да слушнеме од изјавите кои ги дадоа посредбата. Во ова прилика би ја информирала јавноста дека погребот на нашите сограѓани, на 59 македонски души, ќе биде во четврток, 20 март. Се надевам дека не го погрешив датумот, бидејќи сум крајно вознемирен. На погребот, со погребот ќе присуствува поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Ќе има и неколку владици од синодот, повеќе владици од синодот. Па затоа уште еднаш ги замолувам сите луѓе да бидат стрпливи, да бидат трпеливи, достоинствено и на еден христијански евангелски начин нашите чеда да ги испратиме во вечноста, и повторно молејќи се за нашите пострадани, Господ Бог да ги исцели и да ги избави. Така, Тања, како што кажа и ти во најавата, во Кочани денеска, за разлика од вчера, кога имаш инциденти, може да се каже дека е мирно, но сепак се чувствува вознемиреноста, траурот и тагата кај граѓаните. Навистина може да се каже дека е тука тивко, невообичаено за еден град. Вечерва повторно се да договара да има протест околу 18 часот. Од кочанчани ги прашавме кои ќе бидат нивните пораки кога ќе излезат на протестот. Велат првенствено дека очекуваат правда за загинатите, а потоа и да се исфрли корупцијата од организмот на државата, па предлагам тука да слушнеме што ти е порача. Правда најверојатно ќе барат за настраданите. Вие ќе одите на протест? Па ќе одим, да. Ако има протест, би требало сите за да го поддржаме протестот, за да има ред, за да работи системот. Систем и има си се закон, само што не се имплементира. Па секако правда ќе побараме. Децата не избегаа се во странство се и они чекаат да се подобри ситуација во државата, па да се вратат назад. Дејан, ти си пред општина Кочани, каде пред неколку часа се врши веќе претрес. Дали таму е градоначалникот во оставка Папазов? Тања, уште утринава тука дојдоа неколку полициски комбиња, дојдоа и цивилни возила од кои во општината влегоа обвинители и полициски инспектори. Колку што знаеме, се врши, се одзема документација која што би била во насока на истрагата. Што се однесува до градоначалникот во оставка Папазов, тој денеска не го забележавме тука, информациите кои што ги добивме уште од вчера не се појавил во општината. Исто така се поставуваат прашањата и за неговата одговорност, на што попладнево премиерот Мицкоски на пресконференција со медиумите порача дека секој кој што има некаква одговорност со овој случај со пожарот во Кочани нема да биде изземен од одговорноста и ќе одговара, па предлагам тука да слушнеме што кажа Мицкоски. Дали и колкава е одговорноста на градоначалникот ќе утврди обвинителството. Градоначалникот во својата оставка напиша дека стои на располагање за се. Не бега, тука е. Стои на располагање. Денеска, колку што јас знам, стражните органи ќе влезат и во општината. И ќе ги проверат сите документи. Ако вие сега пледирате дека тоа е ВМРО, па ние го штитиме, не. Се лажете. Никога нема да штитиме. Свети ВМРО да биде. И јас да сум, родена сестра, брат да ми е, ќе одговара ако има било каква вина.
Така, само за крај, во однос на она информација која што излезе за складиште за нафта во близина на дискотеката каде што се случи пожарот, она што ни го потврдија од пожарната дека станува збор за склад кој бил речиси празен, односно се користел пред повеќе од деценија од некоја фирма која што правела тука производство, односно дека немало никаква опасност од тоа. Она што следува тука во Кочани е да се види што ќе произлезе од документите кои што ќе бидат собрани од општината, а вечерва следува и оној протест кој што се најавува во 18 часот. Канал 5 останува на терен со повеќе информации во следното информативно издание. Ќе јавиме.